Сменето име, штетни договори со Бугарија и Грција, прекројување на историјата и негирање на бугарскиот фашизам, бројните афери, криминали, скандали и дадоа шамар на власта и губење на голем број градоначалнички позиции во првиот круг локални избори. Граѓаните не може да ги простат понижувањето од Бугарија и подготвеноста на Заев да прифати се што ќе побараат тамошните власти, па дури и бришење на историјата, ниту реформите во образованието на Царовска, но и вклученоста на високи државни функционери во случај како рекет, оценува за Алфа аналитичарот Владимир Божиновски. Погрешна е она предпоставка дека народот памти за 3 дена и после заборава. Напротив, на сите им е длабоко врежено тоа интервју и оние тези кои што ги извади Заев во тоа интервју, а кое што и ги повтори понатаму, за сега пред избори да каже ќе го решиме проблемот со Бугарија. Значи да видиме што ќе направиме на изборите и после тоа све што сакаат ќе им дадеме. Овие беа тие, би рекол, главните да ги наречеме афери или провокации за граѓаните. Или не се тоа само провокации, него тоа се односи кои што имаат страшно негативно влијание врз самото расположение на граѓаните во однос на перцепцијата на власт. Скандалите во низа кои се случуваат на владата за кој премиерот Зоран Заев и неговите најблиски соработници немаат доблест да понесат одговорност е причината за ваквиот исход, коментира и Джевдет Хајредини. Овој процес и обид да се заташкат голем број криминали во последно време и во минатото кај коалиционите партнери, нарошто кај ДУИ, и со овие избори да се обидат да се спасат дефинитивно. Зошто го викам? Тие што се во опозиција, ако не дојдат на власт, ќе бидат кај што се. Меѓутоа, овие кои се во моментот на власт, ако ја изгубат власта, тие нема да можат да останат кај што се, тие ќе мора да одат на друго место. Погрешните политики кои ги спроведуваат Заев и министрите во неговата влада на државно ниво се одразија и на локалните избори, е стават на експертската јавност. Подсетуваа дека Македонија под нивно раководство стана единствената држава која издаде дури 215 оригинални пасоши на најголемите наркобусови од Европа и светот. По доаѓањето на власт беа ослободени и повеќе од 1000 затвореници обвинети за убиства и тешки кривични дела, а и во пресред на овие избори излезе информацијата дека на слобода се уште 80 на криминалци. Катастрофата со пожарот во болницата во Тетово дополнително ја прелеа чашата, но и последното извисување со самитот во Словенија на кој македонската влада по кој знае кој пат доби ладен туж за почнување на преговори. Ваквите резултати од првиот круг локални избори на премиерот најверојатно нема да му ги донесе ниту позитивните сигнали од Бугарија за тргање на блокадите, како што и првично најавуваше по завршувањето на изборниот процес.